Шејх Абас Ел Бетави, човекот кој ги подготвува мртвите за погреб, раскажува еден неверојатен настан. Еднаш, пред хач, ме повикаа од аеродромот во Џида. Во авионот умрел млад човек кој тргнал кон Мекка да го изврши хаџот. Го зедовме телото, го искапивме и го спремивме за џеназа. Пред да го однесеме, дојдоа неговиот татко, стар човек подпирајки се на стап, и братот. Татката побара да го види синот за последен пат. Кога му го открив лицето, стариот падна врз него и почна да го бакнува. И тогаш, од десното око на умрениот почнаа да течат солзи. Се зачудив. Мејит не плаче. Мислев дека може би има вода од капењето, па избришав, но повторно солза. Кога стигнавме во Мекка и повторно му го открив лицето, уште една солза протече. Сите што беа таму го видоа тоа. Тој ден му се клањаше џеназа во харемот со 2 милиони луѓе. Аллаху Акбар, каква чест! Подоцна, отидов да ја посетам неговата фамилија. Го прашав братот каков беше. Тој ми рече, ние сите клањавме, постевме, но тој беше посебен. Најмногу внимание им даваше на родителите. Ги хранеше со своја рака. Ги носеше во тоалет, ги миеше, ги грижеше. Никогаш не ги остави сами. И тогаш сватив. Може би тие солзи не беа од болка, туку солзи на љубов и тага, што се разделува од своите родители. Почитувај ги своите родители додека се живи. Еден ден ќе посакаш само уште еднаш да ги видиш, но тогаш ќе биде доцна. Рајот е под нозете на мајките.